Јавните предпријатија во регионот продолжуваат со работа во загуби. Голем дел од сегашните раководства наследиле последици од несовесно работење, ненаменско трошење и други аномалии, кои сега се реперкуираат и на работењето и на финансиската состојба. По општини и предпријатија, долговите заклучно со 31 декември 2017 година изгледаат вака. Јавното предпријатие Исарот Штип должи 2,6 милиони евра, Никола Карев Пробиштип 969.000, услуга Берово 467.000, Каменичка река од Македонска каменица 409.000, Комуналец Пехчево 398.000 евра, Солидарност Виница 341.000, Плачковица Карбинци 290.000 евра и Брегалница Делчево 260.000. Како најкарактеристичен пример за работење како што не треба, од невладината ИНИ кои го направиле истражувањето, го посочуваат примерот на Берово. Овде е интересен податокот, кој што верувам дека јавноста или стручната јавност ќе го истражи. А се работи за следново. Општина Берово во 2010 година има изградена прочистителна станица за отпадни води. До заклучно 2017 нема воведена тарифа. Има 5 души вработени и истата прочистителна станица за 7 години има генерирана загуба од 350.000 евра. Како во меѓувреме новата гарнитура на директори се справуваат со вака големите долгови? Наследив фирма во лоша, односно тешка финансиска состојба, со наследни односки од околу 15 милиони 35.000 денари. За ова година со работа, со труд, успеавме да го намалиме долгот, тоест према фирмите за 870.000 денари, а према установите за 245.000 денари. Најголемиот дел од средствата предпријатијата ги собираат од граѓаните на име испорачани услуги. Па што оние кои ги полнат буџетите мислат за долговите? Сега редовно и треба да се плаќат, нели така? Секако ние што плаќаме секаде и тие треба да плаќаат. Мора да ги плаќат, како ги не плаќаме. Ако не платиме, дојдат и исклучат. Ако не платиме, право исклучуваат. Струја, вода. Секој треба да си плаќа. Нема солидарно, кога треба и на народот да се опростат тогај. Што некој не можел да плаќа. Во сумата од 5,7 милиони евра долг на предпријатијата се пресметени и кредитите и каматите по однос на истите, тековните обврски, но и долгови за набавени, а не платени материјали и услуги.